Добре дојдовте во една магична сцена од Колумбија, затоа што Драмскиот театар од Скопје со представата Домот на Бернарда Алба беше гостин на 10-тиот поред интернационален фестивал во Богота, Колумбија. Фестивалот во Богота се одржува секоја втора година и ова му беше јубилеен 10-ти пат, а Драмскиот театар од Скопје со представата Домот на Бернарда Алба настапуваше последните 4 дена на фестивалот од 13 до 16 април со 5 представи и сите 5 поминаа незаборавно и за нас и за публиката која ги гледаше. Иако патот до Богота беше долг и напорен, а времето да се адаптираме на климата беше кратко, Богота се наоѓа на 2600 метри надморска височина, дојде денот на првото представување на нашите актерки. 13 април 2006 година во театарот Камарин дел Кармен, кој се наоѓа во центарот на градот, со почеток од 18 часот почна првата изведба на Домот на Бернарда Алба пред преполниот салон на театарот кој собира 400 гости. Сите глумици, а ги имаше 15 на сцена, беа одлични, полни со енергија и ја одиграа представата како никогаш дотогаш и доколку фестивалот би бил со награди, сите ќе отидеа во Драмскиот театар. Но иако немаше награди на фестивалот, награда беше огромниот аплауз кој нашите глумици го добиваа после секоја од 5-те изведби и секогаш беа испраќани од сцената со овации. Награда беа и преполните салони за нашите представи, иако се одржуваа на нивните великденски празници. Награда беа и многуте честитки кои нашите актерки ги добиваа по улиците на Богота и по местата на кои се движеа нашите културни амбасадорки. Директор на фестивалот, кој театарската критика го вбројува меѓу трите најзначајни светски театарски случувања, е колумбиската театарска и филмска звезда Фани Мики, која покрај своите 80 и некоја година изгледа барем за 20 години помлада. Фани Мики на крајот секој фестивал прави прием во својот дом за дел од учесниците на фестивалот, каде традиционално се јаде колумбиската чорба ахијако, која беше многу вкусна. Еве што кажа Фани Мики, директорката на фестивалот, кога ја запрашав за магична сцена да ни каже колку било тешко на почетоците, а колку е тешко сега да се направи еден ваков грандиозен фестивал, фестивал на кој има изведби од целиот свет. Tiene todas las dificultades del mundo, pero tiene toda la fuerza de mi equipo. Подеднакво е тешко да се одржува фестивалот сите овие години. Тој ја содржи целата тежина на светот, но благодарение на силата на мојот тим го одржуваме фестивалот кој не само што е важен за Колумбија, туку е важен и за целиот свет. Кога ја прашав дали секој нареден фестивал е поубав и побогат од претходниот, таа одговори: Voy a estornudar. Се надевам дека секој нареден е побогат, затоа што имаме се повеќе гости и земји кои учествуваат на фестивалот, како што на овој 10-ти јубилеен учествувавте вие, заедно и со други балкански земји. Ја праша Фани и тоа дали фестивалот и театарот ја даваат сила и енергија да изгледа така добро. Да, нормално дека е така, ми одговори. Ми ја дава целата енергија, што во спротивно, доколку не сум директор на фестивалот, би ја немала, ако само седам дома и си играм со мојата внука. На прашањето дали супата е по нејзин рецепт или е колумбиски специјалитет, одговори дека е супа која може да се јаде само во Колумбија и е направена од производи автентични за нивната земја. И шегувајќи се рече дека таа е попозната по супата, отколку по фактот дека е директор на фестивалот. Ја поканив да ни дојде во Македонија и да има што поубави фестивали во иднина, на што одговори: благодарам, на колумбискиот фестивал учествуваат многу земји, јас колку можам ги доживувам нив преку театрите кои ги представуваат, но се надевам дека вашата земја и лично ќе ја посетам.
Еден од селекторите на фестивалот е Джорджо Урсини, италијанец кој одлично зборува неколку јазици и е одличен познавач на театрите од балканските земји. Тој одбра представата Домот на Бернарда Алба да биде една од 60 представи од 45 земји изведени во официјалниот дел од фестивалот, а Македонија да е по прв пат дел од еден од најпрестижните светски фестивали. Джорджо Урсини Урсич е одговорен за тоа што Македонија е учесник на фестивалот и што сите балкански земји се тука. Вие сте главен селектор за Балканот. Не, јас сум селектор за цел свет, работам се освен Колумбија. Većina Europa, ali ja koordiram jako takva preselekcija za cijeli festival. Како го оценувате вие фестивалот? 20 години стаж и 10 фестивали со многу представи и се разбира квалитет. To je 20 godina festival, 10. obljetnica festivala, mislim že i ne samo da je mnogo predstava i kvalita bila mnogo dobra. Тешко ли е да се најдат правите представи? Не сите добри представи може да се најдат на фестивалот. Некои поради економски проблеми, некои поради проблеми со термините. Но оваа година сум задоволен од селектираното. Ne sve kompanije mogu, ali mislim že toto godina selekcija bila zaimava, dobra. Македонија одлично помина и од страна на публиката и критиката, со аплаузи и овации. Колку вие сте среќен поради тоа? Како сте ви среќни због тога? Македонија постигна голем успех, многу добро помина и јас сум многу среќен поради тоа. Фала ти, Джорджо, што не одбравте да бидеме дел од фестивалот и се надевам дека и за 2 години ќе се видиме повторно. Hvala vam. Doviđenja. На приемот кај Фани Мики, македонската делегација ја представуваа директорот на Драмски театар Силвија Стојановска, актерката Катерина Коцевска и се разбира магична сцена да го овековечи сето тоа. Приемот не пречека неколку нејзини помошници, исто и таа, со сите се поздрави. Не зборува многу во англиски, но беше многу љубезна. Прво е фантастично како жената изгледа, разбраме дека има преку 80 години. И таа е всушност правиот организатор на единствениот елемент како заради што се одржува овој обстанува овој фестивал, бидејќи колку што разбравме, таа ги има сите контакти и врски, може да најде пари за да има фестивал со толку многу представи, од толку многу, мислам, светски фестивал. Тоа е фантастично да може да се финансира, но таа била главната дама која тоа може, а како што видовме, јас мислам дека ќе ја снимите тука на приемов, тоа е фантастично на таа возраст, зашто така, као нашата Мери Бошкова отприлика. Да, баш така кажете некој, леpo реков како Мери Бошкова. Да, интересна дама. Многу беше пријатно, исто јас кога ја придови, кога ја побарав интервју, рече нема проблем, од каде сте од Македонија, за вас вика. Да. Знаеше, значи се за Бернарда Алба. Да, она се радува уствари на сите присуство на сите овие луѓе. Јас сакам уметност, очигледно и луѓето од уметност. Таа не ја гледаше представата наша овие 2 дена, но сепак имаше доволна информација од сите новинари кои што ја следеа дека представата поминала одлично, дека била супер. Па ние имаме уште 3 представи, има шанса да ја види, можеби ќе дојде. А можеби не оди таа многу да гледа представа, можеби е веќе уморна од гледање на представи и можеби е тешко. А гледајќи ја како, мислам, се движи и изгледа, ја мислам дека јас сум поуморна од незе, не верувам дека е уморна. Имаше ли контакт со останатите колеги овде кај што беа твои глумци, новинари, со некои дали проговори? Знаеш и самиот Александар дека таква можност баш немаме многу, затоа што сме секој ден на представа и ни тоа не возможува и другите представи се во тој термин, во други театри се разбира. И нема шанси да се на коктелов се видовме со некои наши бившите југословенски простори и колеги, тука е предрате Едус и така. За жал не можеме да видиме представи. Тоа е штета, но се... Многу се израдувавме и двајцата кога ни пријде една новинарка од Хералд вестникот и ни кажа дека била многу убава представата, дека напишала статија. Да, и утре да купиме новина, не рече било со слики со се тоа. Да, тоа е одлично, да. Значи дека и ти виде самиот по веќе 2 представи што си игра. Ја бев трогната како аплаудира и колку беа воодушевени. Беше тоа возбудливо. За, мислам, се иде титул превод, но сепак стварно беа одушевени.
Имаше многу енергија во представата и публиката ја осети таа енергија. Од каде кај вас таа дополнителна енергија која што можеби во Скопје ја немавте? Затоа што јас прво морам да ти кажам дека мислам да го знаеш, но да подсетам дека јас упаднав на местото на Мајда Тушар која од здравствени причини не беше во можност да дојде на фестивалов, така да за мене представава освен што сум ја гледала Инаку како до нас се гледач. пани во моментов. Да. Ok, entonces procuramos На местото на Мајда Тушар, така да мене практично премиерата ми беше овде, но таа цела енергија стварно, мислам дека е затоа што актерите секогаш ја чувствуваат публиката. Тоест знаат како ги примаат и види че публиката бескрајно внимателно ја прати представата, реагира фантастично, се смее кај што треба. Мислам, затоа е таа повратна енергија и затоа и да така представите. Не знам. Кате убаво се поминуваме во Колумбија? Па убаво се помина. Денеска е нешто потежок денов. Бевме со Силвија во ботаничката градина и бевме така малку, сепак е превисоко малку и денеска е притисокот малце другачи, но ќе издржиме. Млади сме така. Да. Во домот на Фани Мики беа присутни многу латиноамерикански звезди, кои вие љубителите на магична сцена можеби ги знаете и подобро од мене, се разбира ако сте ги следеле нивните сапонски серии на домашните ТВ канали. Еве некои од нив, а јас ќе ви помогнам со тоа што ќе ви откријам дека трета ќе ја видите Кореима Торес, која кај нас е попозната како Касандра. Hello, my name is Marcela Gardiazabal. I'm actress from Colombia and I want to say hello to Macedonia and good luck with your theater. Kisses. Hello, my name is Amparo Grisales. I'm an actress from Colombia. I just want to say hello to Macedonia. I love you and I love Fanny Mickey and the festival. And welcome anytime. Hello, mi nombre es Coraima Torres. Les envío un beso, un abrazo. Les quiere mucho. Hello Makedonija, evo drago mi je da su u Bogoti na ovom festivalu po prvi put Makedonci. Ja sam Željka Udovičić i ovom prilikom sam sa dvije mađarske predstave. Inače sam ovdje dolazila dakle s predstavama iz Hrvatske normalno i drago mi je da je prvi put Makedonija ovdje i super je da imam priliku vidjeti makedonsku predstavu i u Južnoj Americi. Ćao! Hello, my name is Victoria Góngora. I am from Colombia. I am now acting Hamlet, the play Hamlet. And I say hi for the Macedonians and a very big kiss. Okay, bye. Hello to Macedonia. На крајот убавото дружење, директорот на фестивалот Фани Мики и го врачи символот на фестивалот на директорот на Драмски театар Силвија Стојановска со следните зборови. Многу сум горда што Македонија е дел од интернационалниот фестивал во Богота. Не можам да ги донесам сите 40 милиони колумбици, колку што сме, за да ви го врачам овој символ на фестивалот, па затоа јас од името на целата земја ви го врачувам како вечен спомен од нашето дружење. За директорот на Драмски театар Силвија Стојановска, фестивалот во Богота беше одлична можност за воспоставување нови познанства и можности Драмскиот театар да се представи и на многу други фестивали, затоа што во Богота имаше и селектори и директори од многу престижни фестивали. Еве како Силвија го доживеа успехот на домот на Бернарда Алба. Здраво Силвија, честитки за тебе, за Драмски театар, за Македонија. Се покажавте во најбаво светло, во Богота, во Колумбија, препон салон, аплаузи, овации. Да, навистина... Ти убава како и секогаш. Благодарам. Значи, навистина на огромно задоволство мој и на екипата, публиката во Богота ја прими представата Домот на Бернарда Алба со одушевување. Салонот беше препон, изведбата беше прекрасна. Се надеваме на уште поубави изведби, нели Драмскиот театар ќе настапува овдека 5 пати со истата представа. Се надевам дека тоа што на публиката и се допадна представата ќе резултира во многу поголем интерес, ако е возможно да се има поголем интерес, бидејќи навистина многу луѓе останаа надвор, не можеа да влезат во салонот на театаров. Значи, да кажам, за театаров е прекрасен, на целата екипа многу им се допаѓа, инаку е поранешен манастир, кој што покасно е претворен во театар, се вика Камарин дел Кармен, тој е еден од најубавите театри во Богота. Гардеробата на Кармен.
Во превод подоаѓа тоа гардеробата на Кармен. Инаку да кажеме за фестивалот дека е 10-ти поред, се одржува секоја втора година. Така. И ние значи на јубилејниот 10-ти поред фестивал настапуваме со 5 представи. Пред нас на истиот фестивал настапија Србија, Колумбија, Италија и Македонија. Ние фактички ќе го затвориме фестивалот затоа што нашата представа некако ќе и после на утредента се затвора фестивалот. Да, така некако излегува и ние би можеле да си кажеме дека најдоброто доаѓа на крајот. Кога зборував со директорката на фестивалот, таа рече дека настапуваме во навистина најубавиот период од фестивалот, кој што инаку трае повеќе од 2 недели. Ние настапуваме последните 5 дена. Фестивалов е огромен, ние сме одушевени што сме тука. Малку сме далеко од Скопје, нели, но многу е убаво. И имаше за време на фестивалот околу 600 изведби на што представи, што концерти, што балети, што циркуски настапи, што детски перформанси. Има значи учесници од 74 земји во светот, што е навистина една импозантна бројка. Дали имаше страф пред премиерата, дали ќе има публика, како ќе реагираат, дали ќе може да го прифатат македонскиот јазик? Па тоа беше решено многу одамна, значи одлучивме дека овдека сепак ќе оди представата со титул, со превод на шпански, бидејќи навистина немавме искуство како реагира публиката, така да не можевме да ризикуваме, па ги превземавме овие мерки на предпазливост. Колку ти како директор си задоволна од организацијата? Ние сме презадоволни од она како не прифаќаат колумбиците и што се случува во Богота околу нас. Како ти ја оценуваш организацијата и како ти си задоволна од тоа? Колумбиците се еден прекрасен топол народ. Организацијата е навистина фантастична, функционира секако што треба. Навистина е огромна работа да се изорганизира еден ваков огромен фестивал и да нема грешки. Сместувањето е одлично, информациите стасуваат на време, организиран е превоз за сите екипи, сето тоа е така координирано да навистина сум импресионирана. Силвија, ти од Богота скоро и не виде ништо, затоа што беше зафатено овие денови околу организацијата, но сега кога помина првата представа, се надевам дека од утре ќе може да те гледаме со нас и ќе се шеташ низ Богота. Сега малку полесно ќе се дише, да, јас се надевам, би било жално од целава екипа да не види што повеќе од Богота и околината на Богота. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Македонската екипа вечерта дупло славеше. Одлично представување на актерките, на драмскиот театар и на нашата земја и роден ден на Сабина Ајрула, која вечерта сјаеше и беше одлично расположена, впрочем како и цела наша екипа. Сабина, среќен роден ден. Од мене. Фала. Ти посакувам секоја година да сме на некој друго место и да го славиме твојот роден ден. Благодарам ја минатите 10 години, јубиларниот го прославив во Будимпешта. Сега во Богота. Се надевам дека другиот јубиларен ќе бидам не знам каде, на најдалеката точка на светот. Како што сме тргнале вака. Да. Сабина, се наоѓаме на затворањето на фестивалот во една огромна сала како наш саем, каде што се сите учесници, оние кои што се уште тука и се забавуваат со музика различни од Колумбија. Како ти се забавуваш? Како ти се поклопи затворањето со Одлично, као да беше све режирано за мојот роден ден. Но сигурно дека нема тука да заврши славењето, зашто ќе го продолжиме во хотел. Сигурно, така е, во хотел, па во авион и така. Овој роден ден мене ми трае не колку што трае, него плюс 7 сати. Како се чувствуваш во Колумбија деновиве? Одлично. Мислам дека со драмски театар
сум била скоро на сите турнеи и ова е една исто од тие кои имаше ретки доживувања, малку беше заморна за разлика од другите што имавме многу представи, меѓутоа ова што тука го има со публиката што се случува, тоа е нешто што никогаш не сум го доживеала. Во Венецуела кога бевте не беше така со публиката? Не, беше, меѓутоа имавме само 2 представи. А тука имаше и сепак 5 представи, од кои сите беа преполни и реагира, и многу ми е драго што ми реагира многу добро. Со Снежа бевте заедно во Венецуела од оваа екипа што сме сега. Да. И вие најупатени сте во овај јужноамерички континент. Да, апсолутно. Мислам, таму беше едно доживување, тука е друго доживување, бидејќи ова е малку, што знам, некако чуден фестивал. Во Венецуела можда јас многу представи видовме, бидејќи имавме многу слободни денови, тука не успеавме многу представи да видиме, меѓутоа во секој случај е ретко доживување. Мислам со сите излети на кои присуствувате и вие, така, многу е интересна земјата, многу, луѓето се интересни, не можам да сватам толку љубезни луѓе собрани на едно место. Од тие, мислам, во театар што ни помага, до луѓето на улица, до публиката која знаете како реагираше. Организацијата беше одлична. Одлична. Мислам дека ретко каде имало таква добра организација. Не можев да верувам дека на сцена може да се скине копче и дека во секунда може да биде зашиено тоа копче. Тоа мене ми се случи. Ова е, мислам, сите треба вистина да се трудиме повеќе да присуствуваме надвор од Македонија, од таа наша клаустрофобија. Не мислам само на ова е веќе подалека дестинација, меѓутоа мислам дека само надвор да се оди. Театарот сепак се докажува дома, меѓутоа се докажува и надвор. Кога ја видов конкуренцијата која е на овој фестивал, кој се гостува и кој се е присутен, треба да ни биде чест што сме тука. Каков ќе бидеш ти, таква ќе бидам и јас, Антонио Марија Бенавидес. Вкочанет во твојата облека од чоја со обуени чизми. Леле, Антонио Марија Бенавидес, неке ги видиш. И неке ми го креваш повеќе фестанот од контата. И така, после неколку дневен престой во Богота, дојде денот кога задоволни од она што го оставивме во Богота, моравме да се вратиме за да продолжиме онаму каде што застанавме. Глумците во театарот, а јас да ги спремам емисиите за и вие, драги љубители на магична сцена, да знаете колку името Македонија гордо звучеше во Колумбија. Со Ана Костовска за тоа како ќе ја памети Богота, зборувавме на парискиот аеродром Шарл де Гол. Колку беа убави деновите поминати во Колумбија? Знаеш, самото тоа што си толку далеку и што си во земја каква што е Колумбија, убава латиноамеричка, топли луѓе, ритмови, мириси, бои. Јас веќе сум била во Јужна Америка, така да не ми беше толку непознато. Ама секако, ова земја си има своја специфика и супер ми беше, одлично. Запозна многу пријатели. Да, како и секогаш на овакви прилики, кога се интернационални фестивали, нели, се среќаваш со луѓе се сретнав со многу пријатели од пред 10-15 години, од бившите југословенски републики, да. Да, беа многу театри од бивша Југославија. Како се чувствуваше највечер кога одевме да се журкаме, да се забавуваме и кога те препознаваа луѓето? Па, тоа е, вика мојата драга колешка Милица Стојанова, дека се ова моменти заради кои, нели, нашата професија вреди да се издржи, нели, за тие кои што искрено ја сакаат. Тоа се тие моменти кои што ја прават звезда на нашата работа.
Инаку ние се зафркававме затоа што бевте на едно гостување каде што имавте 5 представи, па по просек 1000 евра да земите од представа, па да ми купите за роден ден, пошто ми е роден ден, едно Реми Мартен од 1000 евра. Мислам, тоа е... Нема проблем ве сега од хонорарот од ова турнеја. Јас ќе се видиме во мај и ќе добиеш еден ваков Реми Мартел. Кажи ни дали разговараше можеби со колумбиските актери, каква е нивната заработувачка од театарот, од филмот можеби? Не разговарав со ни еден колумбиски глумец, морам да признам. Не видов колумбиски глумец. Така? Сите беа гости од другите држави. Имаше од сите континенти? Меѓутоа може да се забележи дека стандардот на што се вика, нели, обичниот човек е сличен како кај нас. Колумбиците се во мноштво се сиромашен народ, нели, експлоатирани се како и ние. Капиталот е во раците на малкумина, нели, глобализација, така натаму. Они едноставно се втурнати, како што мене ми се чини, во некој систем кој што им е далеку од менталитетот, како што мислам дека и ние сме турнати во некои околности кои што не ни се баш природни. И има многу паралели, многу сличен народ се овие латиноамериканци. Проплака од американците. Представата Домот на Бернарда Алба беше изведена и на Охридско лето и во Скопје на Драмски, но мислам дека овде како да доби нова енергија, како сите да ве понесе атмосферата, публиката. Специјална мотивација се разбира кога играш пред нова публика, посебно ваква, ова беше фантастично. Јас по некој пат сум импресионирана од љубовта на овие луѓе спрема театарот. Не знам дали забележа и по улиците имаше некакви чудни гужви, луѓе собрани околу еден-двајца кои што нешто зборуваат и се смеат сладко луѓево, знаеш, потполно се природно им е да гледаат театар. Така и овие што не гледа нас. Значи тоа е мотивација една одлична. Цијата нивна каква мотивација беше? Сакам само да ти кажам дека мене не ме чуди што представата доби нова димензија пред се, затоа што тоа е представа која што не е изживеана, значи представа која што не е одиграна и сега точно во моментот кога требаше да играме пред оваа публика, она заживеа. И тоа се разигра. Да, се разигра и потполно беше логично што луѓето така реагираа спонтано и убаво. А и ние бевме, нели? Супер бевме. Кога сме околу разигрување, па ќе се вратиме повторно на Бернарда. Зошто во Македонија, дали си приметила дека само ретко неколку представи може на број да се на една рака да се изброат, обстојуваат една, две, добро, некои обстојуваат и 10, 15, 20 години, но ретко некоја представа да обстои повеќе од 10 одиграни представи во рок од една година и толку. Јас и ти дискутираме често на таа тема, нели? Јас сметам и дека е тоа потполно нешто неприродно. Значи, во процесот на создавање на едно театарско дело, не сме да се занемари и оној дел кој што подразбира заживувањето на представата сама по себе. Значи, кога ние ќе го правиме тоа потполно спонтано, мирно, без никаков грч, и представата мора да живее, а за да живее треба да се игра. Значи, за да живее представата мора да се игра. А кај нас представите се гаснат после 10-та максимум, барем моето искуство е такво. И не можам да, знаеш, ја не можам... Предпоставам дека постои нечив интерес во тоа, затоа што работите кај нас така се случуваат, кога е нечив интерес, тогаш е тоа така. Меѓутоа не можам да докучам во што е интересот да се убиваат представите. Така се убива глумецот всушност. Не, мислам, да не бидеме патетични. Не ми е јасно чив интерес е ако представа што е жива се угасне. Кому тоа нешто му кој профитира од тоа? Веројатно некој, не знам, не ме занима. Ајде да се надеваме дека тие профитери ќе замрат и дека представите ќе почнат да се одигруваат и да се живеат онака како што треба. Да се вратиме на овациите. Да. Како ги доживувавте? Мислам, ти беше таму, знаеш како ги доживувавме.
Бевте на седмо небо. Коса ми се дигаше на главата и се ежевме. Супер беше. Тука и таму нека сол закапна. Жал ти е што се враќаме? Да. Да. Ни треба уште 2-3 дена да останеме. Може на 2-3 месеци. Да. Убав живот живеат колумбиците, многу се весел народ, темперамент. Се гледа дека за време на фестивалот сите се забавуваат. И добро им е и треба да има многу такви фестивали, треба ние да имаме такви фестивали, треба да се дружат луѓето и да зборуваат разни јазици и да не бидат оптеретени со тоа како ќе се разберат, важно да се разберат. Фала ти, не се гледаме на нови премиери во Македонија. Да, кои што да. ќе траат неколку години. Сега ќе се шетаме уште неколку сати низ прекрасниот аеродром во Париз. Да, ова интервју го правиме во Париз и затоа цените се се вакви, иначе во Колумбија немаше вакви цени. И за крај да резимирам. На еден од најпрестижните светски театарски фестивали во Богота, Колумбија, Драмскиот театар од Скопје со представата Домот на Бернарда Алба се представи во најдоброто светло. Мал беше театарот Камарин дел Кармен, за да ги прими сите оние кои сакаа да ја гледаат нашата представа и да ги гледаат нашите прекрасни актерки, Снежана Стамеска, како Бернарда Алба, неуморната Милица Стојанова во улогата на незината мајка, која ја даде посебна енергија на целата представа, слугинката Понтија, во која Ана Костовска го покажа цел свој раскошен актерски талент, петте ќерки на Бернарда, одличните како и секогаш, Билјана Беличанец Алексич, Елена Жугич Маленко, Маја Велковиќ Пановска, Калина Наумовска и Сашка Димитровска, секоја со одлични парчиња, кои ќе останат долго врежани кај публиката која успеа да ја види представата. Сабина Ајрула, која со своите неколку појавување на сцената изнудуваше и смеа кај публиката, Катерина Коцевска, но и останатите 5 актерки, Билјана Драгичевиќ Пројковска, Софија Куновска, Викторија Андјушева, Виолета Шапковска и Ирена Ристич, кои со своите епизоди допринесоа да се заокружи една целина и да се добие одлична представа, исполнета со енергија и набој во сите 90 на минути колку трае представата. Останатите членови од екипата, Чедомир Младеновски, тон мајстор, Киро Бубулевски, светло мајстор, Зоран Еленински, инспициент, Тодор Даевски, технички директор, Нурија Метрушити, сценски работник, како и ние од Магична сцена, бевме горди на нашите актерки и горди што на најдобар можен начин ја представивме Македонија и на јужноамеричкиот континент. После овој голем успех на Драмскиот театар со представата Домот на Бернарда Алба, на представата и на театарот им се отворени широко вратите за гостување и на многу други светски фестивали, затоа што и критиката како и публиката беа единствени во оценките дека Домот на Бернарда Алба беше представа во која има актерки кои со своето актерско остварување му дадоа печат на фестивалот. Затоа, драга македонска публико, како и сите културни институции, чувајте ги актерите и театрите, затоа што се тие единствените прави амбасадори на нашата земја во светот. И да не заборавиме, дека една земја е богата, онолку колку што е богата незината култура и културното наследство што таа земја го носи со себе. За крај на оваа магична сцена од Богота, Колумбија, ве оставам со крајот од представата Домот на Бернарда Алба, со желба за уште многу вакви успешни гостувања на нашите театри ширум светот. Умрелена. Не се треба незината слуга. И облечете како техница. И никому не збори. Без сакам плачење. Солзе. Кога си сам. Ке потоне море од тај.
najmalata kerka na Bernarda Alba.